почнеме. Отворете. Се што ти ставам? Само се. Добар ден, почитувани новинари. Охридско лето и ова 62 издание ја продолжува традицијата за соработка со амбасадите во Република Северна Македонија, со чија помош се реализираат настапи на истакнати и еминентни уметници. Вечерва, во рамките на Српска вечер, Охридско лето ќе понуди нешто ново, ексклузивно, многу атрактивно и наменето за пошироката публика. Огромна чест и задоволство ми е да го најавам концертот на светски познатиот виолинист, брилијантниот Стефан Миленковиќ, кој заедно со реномираниот ансамбл Камерата Нови Сад ќе го изведат уникатното дело Кармина Бурана на сцената на Долни Сарај. Ова е уште еден проект со врвен квалитет и реномирани уметници кој изобилува со енергија, страст, врвна интерпретација, а сето тоа за големо уживање на фестивалската публика на Охридско лето. Стефан Миленковиќ досега имаше можност многу пати да и се представи на македонската публика, која не остана равнодушна на ниеден негов настан, но овој исклучителен виолинист ги воодушевува и љубителите на музиката низ целиот свет. Виртуозот на виолина Стефан Миленковиќ од рана возраст го доби епитетот чудо од дете, а поради неговите врвни настапи, тука, на фестивалската сцена на Охридско лето, слободно можам да кажам дека е наш голем пријател и миленик на публиката. Ансамблот Камерата Нови Сад редовно учествува на значајни фестивали во Србија. Минатата сезона настапија на отварањето на првата градска концертна сала во Нови Сад, гостуваа на фестивалот во Котор и на фестивалот за камерна музика во Нови Сад. Заедно со Стефан Миленковиќ ќе го реализираат проектот Кармина Бурана. Повеќе за вечерашниот концерт од самите уметници, добре дојде на Стефан Миленковиќ и представниците на Камератата Нови Сад Марко Милетич, уметнички раководител. За крај ве поканувам вечерва во 21 часот на сцената на Долни Сарај да уживате во исклучителниот концерт надополнет со уникатни ефекти и ви најавувам дека фестивалот Охридско лето до 20 август продолжува со реализирање на годинештата квалитетна, ексклузивна и атрактивна програма. Ви благодарам. Hvala puno na Dobar dan svima i hvala što ste došli, hvala vama na gostoprimstvu i zaista mi je ogromno zadovoljstvo što sam ponovo tu sa mojim prijateljima iz Kamerata Novi Sad i što smo tu u stvari za premijeru u Makedoniji projekta Karmina Burana. Karmina Burana koju poznajete sigurno kao to mega delo za veliki orkestar za dva hora Karla Orfa, ali ovo je verzija, rekao bih možda još bliža originalu, koju je aranžirala Ana Krstić. I to je verzija za violinu i kameni orkestar. Na to smo dodali i neka dela koja se uklapaju na ovaj ili onaj eklektičan način, u stvari u ceo program. To su 3 Gershwinova preluda, isto u aranžmanu za violinu i kameni orkestar, Piazzolla Leto, zato što je leto, i tu je Queen, Bohemska rapsodija, Freddie Mercury, koja je jednostavno delo koje smo morali nekako da uklopimo u program bez obzira na sezonu, bez obzira na festival, bez obzira na stil programa, zato što je prosto jedna bezvremena balada. Sad, sama Karmina Burana, da ne bih izdužio previše, u suštini je jedno delo koje je zasnovano na spisima iz srednjeg veka, koji su pronađeni u jednom manastiru u Bavariji, i to su pisali takozvani golijardi. Golijardi su bili grupe
bile su grupe studenata teologije, grupe muzičara, umetnika, glumaca i rekao bih po njihovoj veseloj prirodi bili su dosta i nestašni, tako da su ti tekstovi čak u tom jednom periodu bili smatrani kao zabranjeni, u stvari blasfemni. Sad na osnovu toga je Karl Orff napisao to fenomenalno delo Karmina Burana. Tekstovi govore o raznim stvarima, ti soneti u stvari, o ljubavi, o životu, o ulozi sreće u samom životu. Prvi stav o fortuna govori baš o tome, o sreći, o točku sreće. I u suštini te grupe su bile male i svirale su sa nekoliko instrumenta, ne sa 200 ljudi na sceni. I kada sam prvi put počeo da razgovaram na tu temu sa Anom Krstajić, kako bi mogli ovo delo da nekako sažmemo u manju formu, ispostavilo se da se ta forma u stvari približila tom svom originalnom obliku. I vidjeli smo da imamo šansu, da to neće biti loša ideja, nego zaista fenomenalna ideja. I prošle godine kada smo prvi put izveli to delo, imali smo uspeh svaki put i pre svega zabavno za sviranje. To je ono što je najvažnije. Tako da, nadam se da ćete uživati večeras u Karmini Burani i u našem izvođenju i to je sve od mene za sad. Dobar dan svima. Ja bih želeo ispred Orkestra Fondacije Novi Sad da se zahvalim organizatoru na pozivu. Velika nam je čast i zadovoljstvo da konačno i mi nastupimo na vašem čuvenom festivalu na tom Ohridskom letu. Svi uživamo jako ovdje u vašem predivnom Ohridu i mislim da će zadovoljstvo biti toliko veće što je na tom prvom našem nastupu na Ohridskom letu. Upravo nastupamo sa našim dragim prijateljem, sad već mogu da kažem prijateljem, posle prilično nastupa koje smo imali za sebe još od 2011. godine sa radijom Stefanom Milenkovićem i sa jednim ovako fantastičnim programom, ja mislim da boljim programom na letnim festivalima i na jednom ovakvom festivalu, na jednom ovakvom divnom mestu, boljim programom ne možemo da se predstavimo. Sve što je Stefan već rekao za Karminu Buranu, apsolutno je tačno da jedno pažnje. Nadam se da ste svi uživati u večerašnjem nastupu i da se vidimo u danu. Hvala. Ima vprašanja, pomenete?